денешниот 25 ноември ќе споделиме за уште една убава успешна приказна. Сега баш на момент си направивме со Цеца една реминисценција од пред повеќе од 10 години, кога Сдруженијето за дислексија Анштајн на некој начин беше на самите почетоци, во зачетокот можеби за создавање на оваа платформа. И еве денеска пристигнуваме до отворање на уште еден едукативно-терапевски центар кој што за почетокот на 2026 година ќе го продолжи поглавието за стручно можеби мапирање или да се помогне на особено младите дечиња, тема за која што јас ви рекол тив која допира секоја училница, секој родител, секој човек кој што некој пат се почувствувал погрешно разбран. Така што дислексијата состојба која често е обвиена и со митови, предрасуди, заблуди, е всушност дел од онаа неверојатна разновидност на самиот човечки мозок. Така и треба да го водиме некако разговорот. Што навистина значи да се живее со дислексија, предизвици, потенцијали, ранливост, па и самата сила. Ќе говориме за тоа како можеби и самиот систем, училиштата, родителите, општеството може да создадат средина која што во секој дете има и простор некако да се поттикне да блесне тој во полн сјај и во својот ритам на учење. Дамјан Николовски, претседател на Сдруженијето Анштајн, и за прв пат во оваа убава тандемска комбинација Катрина Николовска, која што прималку дознавме дека е од овој карактер единствен можеби во Македонија, јазичен терапевт и експерт за дислексија, па така што заеднички на тема овие да ги разбиеме најчестите можеби митови и ќе се надевам понудиме така на некој начин заспани одговори кај многумина и ќе дадеме надеж дека вистинското знаење секогаш започна со слушање и разбирање. За дислексијата можеби некакви статистики ќе се протнат во разговорите и одговорите, меѓутоа некаде најдов, еве Катерина Дамјан, дека различни студии укажуваат дека раздвојната дислексија погодува приближно од 4 до 8% од децата. Со варијации по популација дефиниција, јас на самиот почеток ќе би ја прашал, пред да кажеме добро утро уште еднаш во ова нова погледа нутринска, дали можеби оваа година некаде во светот се прогласи некаква епидемија на дислексија, така во таква епидемиолошка смисла можеби на самата тема. Како епидемија, не знам, мислам дека не, меѓутоа рапидно расте бројката на дечиња кои што има дислексија, затоа што досега се сметаше дека дислексијата е исклучително невробиолошка состојба, односно дека нели дечињата така се раѓаат со оваа состојба, меѓутоа неодамна и целокупната глобална дефиниција за дислексија се измени, така што се вклучија повеќе екстерни надворешни фактори кои што влијаат на оваа состојба, а кога веќе ги вклучивме сите овие надворешни фактори, нели со самото тоа се зголеми и процентот на децата кои што имаат дислексија. Така што да, во пораст е постојано. Да. Официјално добро дојдовте сега во Телма. Добро е најдов. Еве така некако со Цеца се сетивме на некои први почетоци кога го основавте Сдруженијето и секој пат нема ништо поубаво кога сме во служба на другите. Претпоставам дека тоа беше една фамилиарна приказна кај тебе, Дамјан, кога твојот брат всушност на некој начин ја начна темата можеби и од тука започна центарот да работи. И претпоставам дека сме единствени во Македонија, барем со вас, кои што можеме да работиме и да разговараме за дислексијата, благодарение на Сдруженијето Анштајн. Да, токму така. Така произлезе некако Сдруженијето од лична приказна, лична мотивација за да се формира и да се подигне најнапред јавната свест за дислексијата, бидејќи пред 12 години кога се формираше Сдруженијето, и вие знаете, бев многу често гостим во вашата емисија, навистина свеста и генерално во јавноста беше на многу ниско ниво за дислексијата и општо за специфичните тешкоти. И сега можеме да кажеме после толку години дека некои работи се помрднати нанапред, со оглед на тоа што сте единствени, а функционирате во Скопје, но децата наши се нели насекаде во Македонија, и тоа го велите и вие дека потешко и покомплицирано е за некој семејство од друг град да дојде до Скопје, но едноставно тоа и тука се нудат можностите. Прашањето ми е дали имаме се поголем број на освестени родители и дечиња кои што знаат што им се случува, или родители кои што умеат тоа навреме да го препознаат кај децата. Па би кажал дека успеавме во овој целиот период на вистина да подигнеме јавната свест за дислексијата и да се зборува за оваа состојба, да не биде толку табу тема, иако има уште доста работа. Мислам дека затоа што, како што кажа и Цеца, нашите активности генерално се сконцентрирани во Скопје, меѓутоа се трудиме да ги децентрализираме во однос не на директната поддршка на децата, меѓутоа во однос на поддршката на наставниците и родителите. И многу често организираме обуки, семинари во другите градови за да можеме што повеќе граѓани да едуцираме. Тоа значи дека наставниците први приметуваат или родителите?
Мислам дека сме дојдени во ситуација каде што повеќе приметуваат сега наставниците, затоа што низ нашите обуки веќе имаат поминато околу, не знам, 2-3 илјади наставници, кои што земја, така? Да, кои што навистина знаат сега да ги препознаат децата, меѓутоа имаме една обратна ситуација се случи сега, каде што голем дел од родителите не сакаат да ги прифатат тие сугестии кои што им се даваат од страна на училиштето, дека можеби детето се соочува со некаков проблем, затоа што училиштата не може да диагностицираат нели дислексијата, меѓутоа може да кажат дека има индикации тоа дека да има дислексија. И тоа благодарение Дамјан, Катерина, препоставам поради овие обуки кои што сте ги имале кај просветните работници, тие можат веќе на некој начин да имаат нели состојба да мапираат кај одредени ученици состојба на дислексија. Да. Мислам дека со обуките добија доволно знаење за да можат да мапираат, меѓутоа голем дел од нив мислам дека и умеат да ја пружат онаа иницијална прва поддршка во училницата, затоа што дури и интервенцијата и секоја поддршка треба да започне од училницата, така што мислам дека во поглед на тоа голем дел од наставниците веќе имаат доволно познавање за да го направат тоа. Катерина, верувам дека се уште има луѓе кои што не знаат што е дислексија. Може ли вака да им сликовито им објасниме на гледачите? Тоа се потешкоти во учењето и се случува кај децата во рана возраст, но велиме најчесто наставниците се веќе обучени тоа да го препознаат кај некое детенце, но која е онаа возрастна категорија или која возраст од тој ран детски развој е можеби момент кога може тоа да се препознае? И малку да подобјасниме што всушност им се случува нели на тие дечиња, што е дислексија? Так, знаете како, првите индикации може да се забележат уште на најрана возраст, односно кога детето ќе тргне во градинка. Доколку се примети дека развојно на некој начин има некаква задоцнатост и детето не ги следи сите оние развојни стапки кои што треба да ги следи, тоа веќе може да укажува на некаква индикација или тешкотија првенствено со развојот, кој што понатамо може нели тесно да се насочи или да премине во тешкотија во учењето. Прва индикација за дислексија може да биде задоцнат говор. Сега не мора да значи дека доколку детето почне подоцна да зборува, нели загарантирано има дислексија. Апсолутно не. Меѓутоа сите овие доцнења со говор, дури и одење, проодување може да индицираат на некаква тешкотија понатаму. Значи и физички манифестации може да бидат индикации. Секако, да, може да бидат развој со фина моторика, развој со грубата моторика, сите овие нели развојни фази, доколку не се онака како што нели се пропишани и треба да бидат како кај типичните дечиња, може да индицираат понатаму тешкотија и со читањето или пишувањето. Меѓутоа најчесто се приметува кога децата ќе почнат да се описменуваат во првите описменувачки фази. Кога ја учат азбуката? Так, кога ја учат азбуката, дури тогаш некако не ги земаме тие тешкотии толку сериозно, односно наставниците па и родителите нели велат ајде уште малку да му дадеме време, да. Оставање време е добра стратегија, меѓутоа не и доколку не се пружи поддршка во тој временски период, односно доколку не се смени пристапот на кој што го описменуваме детето. Така што во тој период најмногу се приметува, иако за жал кај нас можам да кажам се почесто се идентификуваат во 4-то или 5-то одделение, кога веќе децата не можат да се подпираат на стратегии и техники кои што самите си ги откриле, кои што им го олеснуваат процесот, а тоа е најчесто се подпираат на меморија, учат на памет. Или што им се случува? Не можат да читаат, ги мешаат буквите, тоа малку да го подобјасниме, затоа што се уште нели вие сте сведоци дека во барем и во помалите градови постојат родители кои што и одбиваат да ја прифатат состојбата, но и не знаат. Не слушнале што е за дислексијата генерално? Знаете како, невроразлика е. Тоа значи дека читањето многу често типичните луѓе, нели сите ние го земаме здраво за готово, како некоја вештина која што е толку едноставна и толку природно ни доаѓа, така што дури не може ни да се сетиме како сме научиле да читаме. Читањето е еден многу комплексен процес, повеќеслоен процес кој што опфаќа многу вештини интегрирани заедно за да ние може да прочитаме едно зборче. Односно, за да може да прочитаме зборче се активираат неколку
регии во мозокот, еве невролошки. Да, тоа е интересно. Имаме центар за говор, меѓутоа не постои единствен центар за читање. За да прочитаме ние макар и едно сложно зборче, се активираат неколку регии во мозокот. Кај овие дечиња кои што имаат дислексија се активира само една. Тоа е најчесто фронталната регија која што е одговорна за артикулација, за вербално изразување. Другите не се во поддршка. Не се вклучуваат автоматски. Тоа не значи дека не може да се активираат. Се активираат со интервенција, односно на овие интервенции кога јас работам со дечиња, всушност понекогаш и за да им олеснам, тоа сакам да им го кажам, викам, знаете што се случува? Сега ги активирате сите други, се палат сите си јалички во мозочето кои што до сега им се спиело, нели не биле запалени. Така што за време на интервенција се случува токму тоа. Тешкотијата е во препознавањето на пишаниот символ со гласот кој што тој символ го произведува. Тоа значи дека се заспани другите центри на некој начин, може да кажеме пасивни? Пасивни. Така, пасивни, да. И со интервенција се будат. А на што се должи тоа? Ние пред малку го споменавме и генетскиот фактор. Така, да. И важно е сега да го споменеме затоа што и вие велите од искуство сега со овие денешни генерации, ќе позборуваме малку и за тоа како се развиваат овие денешни генерации, но муабетот ми е дека некогаш родителите знаат во денешно време да кажат некогаш ова и јас го имав, но пред многу години не се збореше воопшто тогаш за точно не било состојба која што била достапна за дијагностицирање, точно. Да, невробиолошка е што значи дека е наследна. Значи се наследува, нема науката откриено нели кој ген е, тоа е многу тешко да се одреди одговорен за тоа. Меѓутоа знаете како генетиката не ја игра нели целосно улогата. Во еден дел генетиката е одговорна за тоа, меѓутоа и понатаму и стимулацијата и начинот на кој што се работи со овие дечиња. Во голем дел од случаите кога двајцата родители имаат дислексија, тогаш дефинитивно и детето ќе има. Доколку едниот родител има дислексија, тогаш шансите се да речеме околу 50% дека и детето ќе има дислексија, но може да биде и предизвикано од други фактори, нели? Не е само не игра улога само генетиката, да. Практично фонолошка обработка, тоа би му дошло Катерина малку поголема потешкотија да се обработуваат звуците или единиците на самиот јазик. Инаку некаде прочита дека постојат и други теории, дополнителни невроразвојни фактори. Тоа се внимание, визиопросторни процеси и брзина на обработка на нештата. Да, сите овие вештини се потребни за читање, така што недостаток се јавува во сите тие вештини. Нормално е дека вниманието ќе биде афектирано доколку читањето не е автоматско. Така вниманието бега, да речеме, кај дечињата доколку не умеат да го прочитаат зборот или текстот на автоматски начин и со очекуваната брзина или очекуваното темпо. Би сакал да прашам сега кога зборевте за читачките навики и дека веќе на таа возраст, 4-5 ми рековте дали ние? Тогаш најмногу е црвениот аларм некаков. Се сеќавам дека имаше во одреден период во моето детство во училница кога ќе ни дадат нели да диктираме нешто или нели да споделиме нели конкретно тага за југ да ја спомнеме, бак така ми дојде сега прва на мисла. Некој од нас едва чекаа да започне часот по македонски јазик за да го тоа нели споделиме со професорот, некои беа инхибирани и спречени. Дали тоа можеби е показател дека тие веќе имаат случајно можеби со состојбата на дислексија и имам чувство дека вадат џокери од рака, односно вадиме, не знам, фотомеморија некаква па кај што ќе ги направат или ќе ги поврзат зборовите за да го излечат најдоброто што можат на часот по македонски. Така, тоа се тие компензаторни техники кои што сите дечиња ги развиваат, за да можат да го преживеат системот доколку не им пружи поддршка. Многу џокери вадат од рака, многу често и однесувањето е еден од тие џокери, односно нели се обидуваат да бидат центар на внимание во училницата, затоа што вниманието не е кон нив поради нивниот академски успех. Сега, кога едно детенце се чувствува запоставено во училницата или чувствува дека не може да ги стигне другите, многу е очекувано дека неговото однесување ќе манифестира таа тешкотија, затоа што дечињата не умеат на друг начин да артикулираат својата тешкотија, односно не знаат што точно им се случува. Така што се подпираат на техники на меморија, се подпираат нели на таа визуализација на лекциите или материјалот, се подпираат и на многу често и се обидуваат да го дистрактираат цел час, односно да бидат тие центарот на внимание, затоа што да го заобиколат проблемот на друг
во друга точно, насока. да, затоа што едноставно не знаат како поинаку. И сето тоа понатака води до други последици како булинг, за кои што така ќе зборуваме, но би сакала Дамјан да го вклучиме. Ние на почетокот да споменавме вашата семејна приказна како започна и центарот да функционира, па ме интересира дали ако те навратам многу наназад во детството, кога вие прв пат приметивте дека твојот брат има некаква потешкотија, дали тоа и кај тебе се рефлектираше, дали и ти ја имаш? Да, значи дислексијата. Јас од кога почнав да го работам ова, свати дека имаш и ти дислексија. Да, и кај голем дел од луѓето кои што сум ги запознал, зборувам по возрастни луѓе, на дознаваа дека има дислексија, така бев и јас. А иако јас не сум бил од оние деца што едва чекале да почне часот по македонски. Да се разбере, тоа е веројатно поради тоа. Така што за брат ми приметивме некаде во мислам дека трето, четврто оделение, нели, кога гледаш дека задоцнува во однос на со академските вештини во однос на другите деца. А кај мене лично било повеќе тоа сврзано со момент дека сум бил мрзелив. Секогаш ми викале дека сум премногу интелигентен, меѓутоа дека едноставно не се трудам доволно. И кај мене во глава постојано било тоа дека едноставно зашто сум бил антисоцијален, зашто не сме пишување на етикетите, така. Да. И па кога сме кај етикетите, Катерина ти пред малку ни сподели една тажна приказна. Да. Најчестите етикети за денешните дечиња се дека се неписмени и тие што е уште пострашно, тие живеат со таа етикета. И се идентификуваат со истите. А понатака последиците може да бидат. Ние веќе всушност со овие генерации на деца веќе ги гледаме последиците, гледаме како тие се однесуваат и тоа понекогаш е навистина жално. Така, знаете како однесувањето на децата секогаш е комуникација за нешто кое што се случува, нели, во нив внатре. Сега не секогаш тоа однесување е препознаено, меѓутоа секое однесување барем во училиштата има своја функција. И тоа е оно што секогаш јас се обидувам и на наставниците, меѓутоа и на родителите да им го кажам. Да, интервенцијата и работата на академските вештини е многу битна, затоа што читањето е и животна вештина, нели, не е само за оценка, него им треба за да бидат функционални единки во ово општество. Меѓутоа, однесувањето е она на кое што треба да работиме најмногу, затоа што е директно поврзано со нивното ментално здравје. Овие етикети кои што дечињата си ги носат или ги слушнале, знаете, тоа може да се слушне и во момент на фрустрација од родителите, момент на фрустрација од наставниците, кој што е многу нормално, не треба никој, нели, нема виновник тука зошто се појавува таа етикета. Меѓутоа си ги носат и живеат со нив и немаат исто механизми за како да се справат со тоа, односно како да ја тргнат таа етикета или да видат и позади тоа дека не се тоа. Оваа состојба станува целосна идентификација кај овие дечиња, се идентификуваат целосно со тоа и ништо друго не умеат да видат. Не умеат да ги видат нивните јаки страни, не умеат да видат колку многу се трудат и колку многу успеваат и секој мал чекор дека е многу значаен. Така што кај овие дечиња ова е еден апел, можам да кажам, до сите за да помогнеме, нели, следните генерации да бидат малку поздрави. Обрнувате, сите треба да обрнуваме внимание на нивниот успех, колку и да е тоа мал. Наместо да ги укажеме на грешките дека има 5 точни зборови, леле си напишал едно точно зборче. Јас се радувам, викам, леле едно. Па види, минатиот пат немаше ни едно, имаш 2 сега точни зборчења. Тоа е одлично. Тука веќе се менува целосно нивната перцепција за тоа што значи успех. Значи, Кате, не е само читањето, туку и пишувањето проблем понатака? Рековме дисграфија и дискалкулација. Дискалкулија, пардон. Тоа се исто така, да речеме, две состојби на кои што мајката на Дамјан исто работи на дискалкулија, ако не грешам. Тоа е со математичките можеби задачи. И вие споменавте дека зад камери дека и тоа може да биде поддршка некаква за да се Често знаат овие состојби да одат рака под рака, дискалкулија, дисграфија, дислексија, меѓутоа не секогаш. Значи може да се јават и изолирано, може да има детенце кои што има тешкотија само со обработка на математички операции, кои што е дискалкулија. Дисграфија е пишувањето, кое што кај нас во македонски јазик сега ние имаме, тоа се вели ортографски транспарентен јазик, односно имаме буква глас. Немаме комбинации како во англискиот или други јазици кои што се непредвидливи. Меѓутоа имаме, нели, звучни, беззвучни согласки, имаме слоговни групи кои што често прават исто така конфузија кај дечињата, па треба и на правописот да се работи малку повеќе, односно поексплицитно да им се предаваат овие правила, но многу често дисграфија и дислексија,
одат еден заедно. рака под рака. Да. Оно што е куриозитет, ние кажавме да постојат да речеме нели јазични експерти кои што работат на овој проблем, меѓутоа единствено си да речам можеби во Македонија јазичен експерт и ви споменаве зад камерите дека сум читал баш во период кога можеби сме начнувале темата со Дамјан и Издруженијето Анштајн и тогаш многу мина да речеме од филмските звезди како Кијану Ривз кои што ден денешен се соочува да речеме бидејќи тој практично треба да изработи еден цел филм со токаво сценарио, нели каде што има јавно говорење и тој самиот кажал дека чувствувал дискомфорт од јавното говорење отколку да рече самиот земав домашната да обработам за филм нов. Дали во Америка многу одамна се обработува проблемот за дислексија бидејќи тој самиот говореше дека постојат центри на кои што работа за наминување на проблемот. Да, знаете како, единствена, можеби со овој, да речеме, со оваа позадина, затоа што јас сум многу тесно специјализирана за работа со дислексија. Не сум специјален едукатор и рехабилитатор, иако магистерските студии ги завршив на тој институт, меѓутоа претходно целата специјализација исклучително само за дислексија ја помина во Америка и во Будимпешта, значи дел Европа, дел Америка, кој што траеше со години. Таа специјализација во Америка траеше 4,5 години. Има уште една колешка која што работи во едно од училиштата, кој што исто ја заврши обуката со мене, меѓутоа не говори вака јавно за тоа, инаку е исто прекрасна. Во Америка, да, значи оваа обука јас ја почнав пред 11 години и ја специјализирав тогаш затоа што се доста понапред од нас. И нивното образование, секако како и секој има мани, меѓутоа тесната специјализација им е многу јака страна. Тесно се специјализираат во области, наместо да бидат специјализирани, да речеме, дисперзирани во повеќе насоки и аспекти, така што да, и училиштата таму нудат, тоа е, знаете како, не е ексклузивитет, меѓутоа е нешто кое што е секојдневие во училиштата, се нуди поддршка. Секако, да, значи се работи доколку има детенце кои што има тешкотии со говор, има човек кој што ќе работи со него, не мора да ги носат во приватни пракси, туку таа поддршка доаѓа од внатре од системот. А кај нас е сосема обратно и луѓето се принудени од најдалечните места во државата да дојдат во Скопје. Како гледате на тој процес и колку има ли надеж можеби во иднина малку да се улесни целава работа? Да, имам прашање, има до Анштајн. Па, видете, ние до пред неколку години како држава се мачевме со тоа секој училиште да има дефектолог прво. Значи не зборам тука за дислексија, зборам и за дечињата со посебни нешто што е примерно. Да. Мислам дека се работеше доволно на тоа, мислам дека речиси скоро секој училиште сега има дефектолог, меѓутоа во едно училиште имаме еден дефектолог, а бројот на деца на кои што им е потребна поддршка е многу поголем. Така што се надевам дека во иднина ќе, ако ништо друго, дека барем државата ќе помогне да се создаде да се креира една стратегија за дислексија, како треба да се развива целиот тој процес во наредните години. Јас знам дека преку ноќ не може да се сменат работите, меѓутоа дефинитивно треба постепено да се започне со сериозна ангажираност од страна на државата, за да можеме да изградиме генерации кои што ќе бидат пред се емотивно здрави, кои што ќе може да успеат во животот и во нивната академска кариера. Не се ни сомневаме дека во овие 12 години сега со отварањето на новиот едукативно-терапевски центар не сте имале можеби некаква тесна соработка или сте понудиле некакви нацрт планови како тоа би било добро да се реализира можеби со Министерството за образование. Меѓутоа можеби и овој центар да поттикне, да понуди решение дека може да се отворат повеќе центри па Анштајн да се дисперзира на секаде низ Македонија, да не се вршат само обуки специјално каравански и практично да има во поголемите, ајде не мора секој, ама поголемите градови. Да, мојата цел, генерално целта на здруженијето, е да Анштајн да се дисперзира барем во секој плански регион од нашата држава и секако за сето тоа, затоа што ние и овој центар сега го отвораме со поддршка на Министерството за труд. Така што се надевам дека понатака ќе има можности ваквите центри да се прошират. Меѓутоа, не е само да се отворат центри, затоа што ќе биде потребен кадар кој што ќе тоа е другото прашање што се наметнува. Катерина, во моментов е, како велиш, уште една друга твоја колешка, сте експерти за дислексија, меѓутоа
има многу работа или многу деца кои што се соочуваат со оваа состојба, а вие не сте во можност на сите да им помогнете. Знаете како потребни ни се практичари. Тоа во суштина сум јас практичар, односно има ли интерес кога веќе зборуваме, затоа што вие пред 11 години сте почнале кога всушност и ние не знаевме што е дислексија тука. Да. Има се повеќе интерес, можам да кажам, конкретно за ова, затоа што веќе мислам дека и на специјалните едукатори и рехабилитатори или на луѓето кои што се во оваа област им станува јасно дека позади ова стои, позади методите кои што се користат во интервенција стои цела една наука која што се нарекува наука за читање. И овие методи се базираат на таа наука. Сега тука мислам дека има интерес затоа што веќе почнаа да разграничуваат дека ова се сосема инакви методи од оние кои што нели стојат во книгите или учебниците кои што се изучуваат на факултетите. Така што има се повеќе интерес и мислам дека луѓето сакаат да помогнат затоа што е една многу благородна работа. Мислам се менува живот, знаете како се менува. Во служба на другиот нема ништо поборо како подорок што може да го понуди Катерина. Комплексна е теоријата за изучување генерално за материјата за да бидете стручна во Веројатно кога е мозокот во прашање. Знаете како? Најистражениот орган, Да, мојата прва специјализација беше на англиски, односно јас сум тесно специјализирана за двата методи, иако на македонски не постои се уште нели конкретно некој метод, односно метод кој што еве несебично ќе кажам го креирам и работам на тоа за да еден ден излезе и биде нели се користи во јавност. Меѓутоа Ортон Гилинхем е методот по кој што јас специјализирав во Америка и во Будимпешта и е доста комплексен. Меѓутоа знаете како мене ми беше, јас бев студент на англиски јазик, катедрата за англиски јазик и книжевност и константно спелингот на англискиот ми представуваше проблем и сите испити кои што ги полагавме рачно во амфитеатар пред многу години ми беа со црвено затоа што секогаш знам дека грешев, меѓутоа едноставно не би беше јасно зошто одредени зборови. Кога не можам да се само диагностицирам, можеби не, но секако сум не сум типичен читател или не бев дете кое што толку брзо му одеше се, но одложував многу труд. Кога почнав оваа специјализација, мене ми се отвори цело едно поле на зошто имало позади секое правило во англискиот јазик постои зошто? Затоа што јас англискиот успев да го доведам на ниво малтене на мајчен јазик, затоа што ми е средство за работа, но никогаш спелингот, секогаш бев многу несигурна во тоа. Така што тоа ми беше толку експлицитен начин на изучување на англискиот јазик, па и на македонскиот е потребно тоа. Сега го правам тоа. Јас сега навлегувам во мајчиниот јазик и во структурата на нашиот јазик кој што ни е прекрасен на еден сосема поинаков начин, затоа што бара правење деконструкција на јазикот, се разложува на сите мали елементи и единки на јазикот и тоа дечињата кои што имаат ваква состојба го сакаат. Потребен им е тој пристап за да видат зошто нешто се прави на начин на кој што ние ги тераме условно кажано да го прават. Еклатантен пример, дефинитивно си ми Катерина за тоа како вистина професијата доаѓа и те бира во животот на некој начин. Сега кога сме кај потешкотиите, ние рековме дека многумина од нас кои што веќе се нели друга фаза е епоха во животот ги имаат, можеби ве сега со разговорот па ќе се поистоветат и ќе сватат дека можеби имаат сигнали за дислексија. Работите во Сдруженијето Анштајн со возрастна популација и освен со дечиња? Се уште јас не сум имала до сега искуство да работам со некој кој што е возрастен, затоа што мислам дека и многу ретко возрастните луѓе доаѓаат и бараат помош или поддршка. Мислам дека за жал се уште да. Сме имале еден пример, односно тоа е Марко Колев, градоначалникот на Велес, кој што јавно зборува за тој кој што има дојдено во Сдруженијето да побара поддршки, кој што и ден денес ги користи некои методи и алатки кога треба јавно нели да говори, така што затоа што секако можеби не може да направиме интервенција со човек кој што е веќе изграден и има такви компензаторни механизми, меѓутоа може да му се даде начини кои што ќе го олеснат неговото секојдневно функционирање, така, да. А кај дечињава да речеме, сега рековме зад камера дека целосно не може да се истреби, проблемот или состојбата, меѓутоа може да се живее, така. Може да се живее и да се унапреди во говорните вештини, во читачките вештини и така натаму. Да, може, затоа што доколку се почне интервенцијата
рано, односно кога и да се почне. Знаете, јас секогаш им велам да родите, не е доцна, апсолутно не треба тоа дека сега ако детето е 7 или 8 оделение да биде готово веќе е доцна, помина времето, не. Можеби ќе оде малку побавно, затоа што треба да ги вратиме неколку чекори назад. Овие дечиња, меѓутоа интервенција, нели, секогаш има корист од интервенција и на таа интервенција се прави токму тоа, им се даваат алатки за да може читањето да го автоматизираат, да не биде секогаш она мануелно, рачно кога читаат, да. Потребен е простор и време веројатно за да се нема инстант решение за оваа состојба и мислам дека тоа е една од можеби работите кои што ги обесхрабрува многу луѓе затоа што плодовите од работата може да се видат многу доцна, после многу години, да речеме, да. Нешто што можеме вака со ЦЕЦ да охрабриме многу мина и со вас во студиото е тоа што официјално од јануари се очекува, ајде не се врзуваме конкретно за датум, ама ќе биде на почетокот од 2026 во центарот на Скопје, поточно во населбата Црниче, едукативниот терапевски центар Анштајн добива едно ново поглавје, така што целото поглавје ваше може да се дополни дека во моментот исте во потрага по логопед, ако не грешам, и специјален едукатор кој што ќе биде по оваа програма. Да. Можеме да да, ние така го замисливме центарот, значи се надеваме дека ќе успееме да го отвориме во јануари или најдот на февруари следната година, бидејќи во моментов се некои градежни интервенции таму. И во овој процес да бараме логопед и специјален едукатор и рехабилитатор кои што ќе работат со дечињата во центарот. Значи центарот покрај тоа што ќе биде прв специјализиран центар за дислексија, ќе обслужува и ќе служи како центар за дечиња со посебни потреби, за тоа ни се потребни токму логопед и специјален едукатор кои што ќе работат и со таа категорија на дечиња. Уште едно прашање пред крајот. Катерина, новите генерации со кои што работите сите вие секојдневно ги среќавате, си носат и нови предизвици, поточно тие се соочуваат со нови предизвици во образовниот процес. Се почесто се пред екрани, до некаде апликациите кои што нели пред малку ги споменавме можат да бидат олеснителен процес или олеснителна околност во нивниот процес во борбата со дислексијата или учењето на да се живее со дислексија. Но од друга страна, како велиме, заборавивме некако да пишуваме рачно, се сведува или на типкање на телефонот, таблетот или компјутерот. Прашањето ми е како се справуваат новите генерации, па и вие со ова ново време во кое што сите ние растеме, живееме. Едноставно тоа е дел од нашето секојдневие. Така, знаете како ти живеат во време, ние како се справуваме со новите генерации и образовниот систем, затоа што точно е дека нели секојдневно сите ги користиме телефоните, не само типкање и гласовни пораки, овие дечиња се подпираат на тие гласовни пораки. Затоа што им е полесно да го направат тоа, затоа што тешкотијата се манифестира и таму. Меѓутоа, знаете како, мислам дека треба веќе време, посебно ќе кажам за образовниот систем, да стане малку пофлексибилен, затоа што се уште е крут и некако заглавен на во оној начин на кој што сите ние бевме образувани, тоа е истата рамка, а овие генерации бараат нешто различно и ние треба да им го дадеме тоа нешто различно, наместо да се обидеме да ги сместиме во овој калап во кој што нас ни е нормален и познат. Така што цела оваа технологија од која што ние бегаме може да биде фантастична алатка за овие дечиња, може да го скрати времето кое што го посветуваат нели на учење и на меморирање на целиот курикулум или целиот материјал и може да им даде вештини кои што понатаму нели ќе ги направи баш функционални и ефикасни единки во ова општество. Образовниот систем сметам дека знаете ние само лепиме некои нели реформи, тоа не е само кај нас, тоа е генерално одлика на сите образовни системи. Се додаваат и се ревидираат. Мислам дека време е за една, ако не направиме една револуција целосно да го измениме моделот на образованието, мислам дека овие генерации ќе ни избегаат некако, односно се подпираат се повеќе на нови форми на образование кои што им го скратуваат времето, кое што е сосема во ред. Веќе моделот кој што се применува, мислам дека нема да издржи уште долго. Посебно затоа што за овие дечиња кои што имаат дислексија, знаете, и инклузијата ја менуваме и ја ревидираме цело време, мислам дека на глобално ниво се уште немаме најдено оној вистинскиот начин што всушност е инклузија.
Меѓутоа, јас би рекла дека треба да тргнеме прво е мајндсет, односно е целосно ние треба сите да разбереме, да ја смениме перцепцијата. И веќе никој пат да се обидеме да етикетираме еден со друг. Апсолутно. А не во таа одредена возраст, бидејќи ако од нешто целата генерација и ние како единки не можеме да се абстрахираме, тоа е образованието, кое што е основна алка за социализација, за една вербалност со конекција со светот. Мислам, тоа е јадрото. Тоа е јадрото кое што треба да ги научи овие дечиња и на многу други вештини, кои што ќе им бидат многу позначени отколку академските. Со ова не ги минимизирам, не минимизирам важноста на академските вештини, меѓутоа треба да биде местото, центарот каде што ќе образуваме една генерација идна која што ќе остане овде во нашата држава. Младината е моќта. Е моќта, да. Апсолутно. Треба да бидеме свесни за тоа. Неверојатен беше разговорот. Ние практично не знам никога помина речиси повеќе од 30 минути, меѓутоа ќе си направиме неповторно поглавје, можеби после отварањето на центарот, ние ќе посакаме секакова структура ваша да успее и платформа, уште повеќе да се дисперзира, како што кажавме, и Јанштаин да стане баш еден регионален центар и пред се да има една национална стратегија за да се помогне особено можеби на другите градови и делови од Македонија. Јас само ќе ви се заблагодарам на поддршката која што ни ја давате од самиот почеток, но вистина ни значи не само на нас, него и генерално за сите дечиња кои што се за целото општество. Меѓутоа сте надополнети одлична екипа, мора да признам. Година за година ќе посакаме што повеќе да има можеби експерти, јазични експерти како вас. Тоа е сонот. Тоа е сонот.